Благодарам. Почитувани граѓани, колеги пратеници, ова денес е редок момент во собранието. Редок момент бидејќи расправаме за интерпелација на председател на комисија, во случајот председателката на комисијата за образование, наука и спорт, колешката Олга Најденовска. И во мојава дискусија ќе говорам за неја како председател на комисијата, не сакајќи да оставам простор на пратениците од ВМРО ДПМН да спинуваат во нивниот познат стил дека некого лично дискредитирам. Почитувани граѓани, председателката Олга Најденовска е класично олицетворение на 10 годишното владење на ВМРО ДПМН. Председателката Најденовска закажува и откажува седници кога сака и кога ќе текне, исто како што ВМРО ДПМН прави со изборите. Председателката Најденовска одзема и влетува во збор на пратеници, исто како што тоа го прават медиумските курири на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Председателката на комисијата Олга Најденовска ги игнорира десетиците барања за јавна расправа и соочување со наставниците, учениците, студентите и професорите, исто како што ВМРО ДПМН ги игнорира овие граѓани 10 години поред. Оваа председателка на Комисијата за образование, спорт и наука не се грижи воопшто за студентите кои спијат со жаби, стаорци и понајново печурки кои им никнуваат над зидовите во нивните соби. Исто како што Никола Груевски и ВМРО ДПМН не се грижат 10 години за овие студенти. Председателката Олга Најденовска е глува и за проблемите во екстерното тестирање, кои што и денес ги видовме на дело, исто како што е глува за барањата на средношколците, на истиот начин како што се глуви ВМРО ДПМН и Никола Груевски, игнорирајќи ги овие илјадници, ученици и студенти кои протестираа, бойкотираа, окупираа и во континуитет се бунеа против погубните политики на ВМРО ДПМН. Почитувани граѓани, Олга Најденовска како председател на Комисијата за образование, наука и спорт и ВМРО ДПМН патос избришаа со образованието и целосно го урниса образовниот систем во Република Македонија, што го потврдува и Светска банка во нејзиниот извештај. И вели вака: македонското образование не се одлепува од дното. Според последниот извештај на Светска банка, резултатите во оваа сфера се влошени и покрај зголемените расходи. И цитира: во 2013 година расходите на Република Македонија за образование од 4,1% од БДП беа највисоки во регионот. Меѓутоа, показателите на успешноста во образованието беа под регионалниот просек. Внимавајте, не под светскиот, не под европскиот, под регионалниот просек. И продолжува Светска банка и вели: квалитетот на основното и средното образование не е значајно подобрен во изминатите неколку години, мерено според меѓународните тестови. Завршува оценката на Светска банка. Почитувани граѓани, колешката председател на комисијата Најденовска крати и цензурира говори на седниците на комисијата на пратеници, газејќи ги член 8 и член 61 од Уставот на Република Македонија, член 1, член 153 и член 171 од Деловникот за работа
на собранието. И конечно, бидејќи Најденовска Олга како председател е олицетворение на владењето на ВМРО ДПМН, ги гази деловникот и уставот исто како што тоа го направи Ѓорги Иванов со носење на срамната аболиција. Комисијата за образование, наука и спорт, наместо да биде најотворена за граѓаните на Република Македонија, стана потешко место за пристап на граѓаните и од Пентагон. Наместо да биде место каде што се дебатира аргументирано и издржано, Комисијата за образование, наука и спорт под команда и председателствување начело со Олга Најденовска стана приватно катче на ВМРО ДПМН. А зошто? Само и само за слепо исполнување на наредбата од врвот на ВМРО ДПМН по секоја цена да се формира контруниверзитет, универзитет за вдомување на партиски кадри, така наречен Дамјан Груев. И колешке Најденовска, во оваа прилика сакам лично да ме прашам вас, како председателка на Комисијата за образование, наука и спорт, неколку работи. Како председателка Најденовска ќе ги погледнете после се ова во очи вашите колеги професори на кои им готвите формирање на контруниверзитет? Како председателка Најденовска ќе им предавате на вашите студенти кои ги оставате да живеат во мувла и во влага по студентските домови? Како председателка Најденовска на улица ќе се соочите со средношколците и наставниците кои упорно со 10 барања ги игнорират? Колешке председателка Олга Најденовска, не ли ви е непријатно што сте можеби единствениот председател на комисија со интерпелација? Колешке, професорке, председателке Најденовска, не ли ви е срам што спроведувате слепо наредби на криминалци од ВМРО ДПМН? Почитувани граѓани, колеги, пратеници, време е да ставиме крај на ова самоволие во образованието. Да почнеме од Комисијата за образование денес, па преку шарената револуција да продолжиме и соменување и опоравување на целиот разурнат, образовен и севкупно државен систем. И тука, колеги од ВМРО ДПМН, не ви требаат никакви гатачки, не ви требаат никакви джиновски портрети од Груевски, не ви требаат никакви срамни аболиции. Доволно е да не поддржите денес во обидот да го вратиме образованието назад кај граѓаните. Јас знам и сум убеден дека овде меѓу колегите од ВМРО ДПМН има разумни и честни луѓе кои навистина и мислат добро на Република Македонија. И токму нив ги повикувам денес да не поддржат и да застават на страна на професорите, наставниците, студентите, средношколците и учениците. Не дозволувајте, колеги, Груевски уште да ве влече во живата кал во која и тој е пропаднат само и само поради формирање на еден контра универзитет. Поддржете не денес и заедно да го вратиме образованието на образованите. Благодарам.